Постои тук и во кругот центар, во центарот клупа и покрај неа светилка. Некогаш е празна клупата, некогаш некој седнува на неа, понекогаш се двајца, понекогаш еден, понекогаш сме сами. Центарот може да се наоѓа во еден град, ама пред се треба да се наоѓа во самите нас, почитувани. Добро дојдовте во најновото издание на Од другата страна. И зашто овој вовет, ова приказ за центарот, за клупата и светилките? Затоа што Токму во овој вовет и во приказната понатаму за центарот во нас самите внатрешен и сите центри наши околу нас надворешни, изворно се попува дамата, посебната дама од мојата друга страна, госпоѓата Виолета Ларова, актуелна градоначалничка, жената која што го препороди нашиот град, центарот, особено центарот на градот, и меѓутоа и долгогодишна новинарка и пред се поетеса, би рекла пред се поетеса. Добар нека ви е денот, како се чувствувате? Благодарам добро и добар ден до сите гледачи на Телма телевизија во ова саботно, должливо, но сепак прекрасно попладно. Така, сепак е прекрасно, нели? Сепак има некаква чудесна топлина. Еве за почеток, додека ние почнуваме да говориме, можеби некаде на тие клупи во центарот и тие чудесни светилки, со една чудесна светлина, чиј проект беше идеја ваша, нели, како реализација, седат некои луѓе, осамени или во друштво, а ние еве додавме тука за да поразговараме токму и за темите на трешниот центар наш. Дали секој човек тежне кон центарот и кон какви центри тежне Виолета Ларова? Па најпрвен би започнала со символиката на кругот. За да имаме центар, треба да имаме еден круг. Кругот по правило е форма на животот. Кругот е јајцето, кругот е планетата и во тој круг фактички се случува се, е центарот. Кога се симнуваме сега во центарот на нештата, кога одиме на една прекрасна улица, по мене Македонија, во центарот на Скопје, на тие клупи, јас никогаш не би сакала таму да седат осамени луѓе. Напротив, тие клупи затоа се направени за да другаруваме, за да разговараме, затоа што јас и кога сама седам на некоја клупа, секогаш во својот град, меѓу своите луѓе, ќе си најдам некој соговорник, ќе го прашам како е, ќе си направам еден убав разговор, што ќе ме нахрани, можеби, ете, токму за тој миг, мој миг на осаменост. А според природата на нештата, па тоа осаменоста е еден чуден процес. Вие не може да напишете песна ако не сте осамени. Ако не се вовлечете во себе, а потоа од вас да експлодираат тие стихови, тие бои, тие емоции. Се на се, животот е нешто волшебно. Јас ке речам, многу сум благодарна на Бога што сум се родила токму тука, во оваа преубава земја, во овој град што го љубам од се срце и токму во ова време. Да сум токму со овие луѓе што ги сакам. Тоа е, би рекла, еден космополитски патриотизам, патриотизам од срце, нели, од едно вистинско чувство и емоција. Вие сте родени во Маџер Мало. Да, крај Вардар. Да, крај Вардар, и во вашата биографија пишува дека многу често имате правено прошетките покрај Вардар. Правејќи ги тие многубројни прошетки и секако останувајќи насаме со вашите мисли, години наназад сега, па се до овој момент, како ја исцртувавте вашата внатрешна мапа на движење? Што за вас требаше да представува вистински центар околу кој што ќе ротирате, а бидејќи центарот е дел и од еден круг кој што, како што рековме, е вечност? Значи, што за вас тогаш представуваше и требаше да тежнеете кон еден центар во вашиот живот, творечки, професионален? А денеска како е компарација? Мало е малото на моето детство. Јас го напуштив во 1963 година после земјотресот, кога останавме без дом, останавме без мало, без пријатели, без соседи. И на некој начин, иако имам еден таков мачен крај, раскинување со малото, мене ми е
Поврзано тоа со едни пријатни сеќавања. Детството е навистина еден убав период во животот, кога созревате, зреете. Таму се моите игри, таму е мојот мирис на реката, на оние питоми рози. И кога се случи после, еве пред 4 години да појдам во Маџармало, јас на сите им раскажував за розите на мојата баба, од кои што направеше сладко и кои што прекрасно мириса. И кога отидовме со пријателите во Маџармало, ма вика, што ти е тебе овде, ништо не мириса убаво. Ма како не ви мириса? Викам, ја не можам да сватам. Тоа е како тие мириси вие не ги чувствувате? Ги впива човек во детството, си го носи детството со себе и убаво што е така, ти помогнува, ти помага да преживееш кој ќе остане. И во најтешките мигови. Дали тој тој рај на детството, па и во внатрешна смисла на зборот, како внатрешно чувство, а и во однос на она што, да речеме, тој, еве, овој наш град, овој ваш град, ова опкружба, овој простор, кој што колку и конкретен физички, толку и метафизички трансцендира, колку има разлика, колку има оази, дали сега почесто има оази, или пак тие оази се ретки места, сепак, на кои што навраќаме во посебни моменти, во особени мигови на една наша. Се случува нешто навистина чудно, кога се зборува за градот. Не треба да се живее во минатото. Животот тече понатаму, животот поставува нови барања, животот создава нови генерации со нови барања кои сакаат пространи, убави, осветлени улици, кои сакаат пристојни места за живење, убави згради. Може би тие мала се врежани еве во нас, во нашето минато. Може би дел од нив треба да остане така, да не грее и за младите генерации. Но градот треба да расте, исто како и човекот, според мене. Треба да се урбанизира, треба да се асфалтира, да се осветлува и од ден на ден да е се поубав и помлад, а човекот се постар. Тоа е Еден парадокс кој... да, за жал. Да, колку ни е драго, нели? Големи прашалници, многу прашалници после ова. Дали ако човекот расте и градот? Ама па кога расте градот, потоа човекот нели може да се осети мал сред еден голем град? Па тоа е убавината. Така? Треба да создадеш град, треба да создадеш еден прекрасен простор за потоа тоа да го предадеш исто како својот дом на своите деца. Ние имаме сите во себе една мисија, не мора да мислиме на младите генерации. Тие да ни се потикот за се ова што го создаваме. Нашето на некој начин е веќе минато. Да. Можам да кажам, јас не се срамам дека имам 59 години, сум горда на годините. А не се предавите така лесно. Го Не сакам делувате времето, така. го сакам Да. времето, што ме обкружува, времето што минува. Секогаш, еве, ми носи нешто, доживувам. Иако понекогаш сум лута, пребрзо минува така. Пребрзо минува. И староста Времето. доаѓа навистина на еден многу брз воз. Вела дека нели во една голема книга на символите, нели пишува дека ако кругот значи повторно велиме вечност, заокруженост, непроменливост, тоа се поврзува и со самото време, кое што едноставно нема боја, нема своја страна, понекогаш и немилосрдно, како што велиме, и едноставно не надминува сите нас. Сега, еве, темата на времето, темата на мирливост од една страна и вечното од друга страна, каде сте вие тука, од едната од другата страна? Каде се наоѓате, како еквилибрирате? На средината или како? Па, се наоѓаме некаде на слична позиција. Убаво што пишуваме поезија, тоа ни помага вака да се одбраниме од многу негативни нешта. Секогаш кога размислувам за времето, фактички јас сум на една река, во моите мисли тоа е реката Вардар, може да е било која вода. И таа река заминува. Со или без нас ја чувствувам минливоста, но од друга страна па и убавината. Се сеќавам често на една мудра изрека на Ферид Мухич, кога говореше за минливоста на времето и за доаѓањето на староста. Кога тој го дефинираше со една изрека, мина сенка преку река. Толку е животот. И навистина е така. И тоа особено возбудува во некој така
саботно Саботно. или неделно попладне, кога ја гледам водата и кога ја гледам како сенката заминува. Но денот одново се раѓа, сонцето, фала Богу, одново доаѓа. Денот, нели, повторно нареден, навестен сутрото. Одново ни го подарува одново ни го времето. подарува А времето. како ние, што ќе направиме ние со тоа? Тоа време е едноставно наше, тоа време е мое. Што ќе сторите со времето? Тоа е веќе вашата одговорност. Така, што правите вие со вашето време? Мислам на вистинско време, интимно време на самите со вас, оглед на времето подарено ваше за многу други нешта, за многу други настани, конкретни, реални, и за многу други рационални, реални настани. Колку време имате за вашето интимно, внатрешно време и тогаш како тоа време каков немам. диалог воспоставувате? Да, може би немам, но јас си го зимам моето време. Јас можам во една најголема работа едноставно да се осамам во секој процес кој ќе почувствувам дека јас имам потреба од моето време и од тоа нешто да направам. Тогаш Тогаш е умеам тоа да вистинска, го направам. Едноставно умеам да се исклучам и од динамиката, и од секојдневието, од просторот, од луѓето. Меѓутоа се разбира секогаш со една искрена цел. Така. Нешто да го престорам тоа време, таа магија, нешто да заживее. Така, и можеби она време за кое што ние сигурни сме дека е именувана како минливост, да можеби да размислиме дека има некое друго надвреме кое сето она, нели, што го оставаме, сето она што и вие го оставате како ваш печат автентичен, нели, можеби понатаму некој или нешто ќе го меморира, Сигурно дека ќе си има, го кодира сигурно. во сопствениот. Сигурно има толку многу нешта што ви се познати, а не ви се случиле. Има толку многу градови што во освојуваат на прв поглед, а таму не сте живееле. Веројатно, но тоа се некои... Со какви простори внатрешни располагате? Рековте градови кои не сме ги живееле. Значи, некои во вашата глава, во вашето битие, постои ли некои простори за кои си велите понекогаш кога би можеле да се екстровертираат, кога би можеле однатре токму да се извадат и да се покажат на видело на светот како оази на некаков мир и спокој, простори токму такви, Да, не точно. нагазени од зла чизма, да речеме. Точно вие сега давате дефиниција на поезијата, на творештвото. Тоа се тие простори во кои се доживувате себе си, луѓето од вас, нештата што биле, нештата што доаѓаат. Тоа е еден чуден спој, чуден и прекрасен спој и благодарна сум на Бога затоа што умеам да ги осознавам, затоа што некогаш нештата како сами да ми зборуваат. И таа река некогаш знае да ми проговори, и дрвото знае, и цветот, и имам посебен однос, посебна обсервација. Дали чувството дека и долго години, 36 години бев новинар, ви создава така... На еден чудесен начин да детектирате ги особени состојби. ги обсервирате нештата, ги да. примате, да. Поезијата ви дава да ги престорите тие нешта, да ги пресоблечете, да ги извадите на Пенкалото видале, да ги магично родите. стапче, не? Да, вака, ако прифатите дека, барем мене ми се чини дека сте жена, сепак во едно комплетно човечко издание. Значи, кога велам тоа, мислам на тоа дека ако за женскиот принцип е врзана земјата и плодноста, тогаш, нели, и месечината, сето она што е задумно, темно, а што знае, што отвора врати, понатаму оди сред детајните и мистериите. А ако за машкиот принцип е врзано нешто што е, ете велат, сонце, светлина, рационалност, ум, иако јас лично на вакви поделби секогаш не се согласувам, бидејќи ние како битија верувам дека сме тежнеме кон една комплетност. Сонце и месечина, светло и темно, сето тоа го имаме. Меѓутоа, ми се чинам дека како битие, колку како да стоите, како да поставувате на една вага на двете страни, од едната страна, да речеме, небо, другата земја. На едната страна е имагинација, на другата рационалност. Во вашиот случај, велам барем така ми се чини. Значи ли тоа дека една таква комплетност во една жена, како што е Виолета Аларова,
нема потреба многу од некакво машко присуство или машки присуства. Светот на мажите или не е баш така? Во однос на ова прашање. Да. Јас тоа би го дефинирала поинаку. Не би го делала светот на жените и светот на мажите. Светот на луѓето. Така. Јас имам прекрасен маж, имам прекрасни два сина, кои се навистина мојот свет. Но има нешто во магијата на жената, во тоа дека некој работи ги создава на месечина. Ако не барам, тогаш ги кажува своите молитви. Се моли да се исполнат молитвите. По хороскоп сум рак, и Водена чудно, површина. да, чудно се движам. Меѓутоа сепак во сите тие релации водата ми е некоја определена патика. Токму затоа ги споменав и небото и земја, значи како принцип важна рационалност и на имагинација кои ги Небото го поседувате, раѓа дождот, како да. ете така, ако сепак како жена метафорично сте земја, а небото е, нели, од другата страна, тогаш од небото доаѓаат дождови. А дождовите кога ја напојуваат земјата, тогаш земјата е многу среќна, нели? Да, раѓа Е родна, живот, да. плодна, така, раѓа живот. Па, нели како жена, и раѓањето, а и препородот на другите нешта што се околу жената се посебна работа. Во таа смисла, кај вас дождовите, посебно во вашата нели поезија, која натопуваат земјата, значи женскиот принцип е многу изразен. Дали во поезијата сте особено толку многу автентична жена, за разлика од другата страна на секојдневието, просечноста, реалноста, каде што може би морате да направите и поинакви порационални потези? Па, еве, на некој начин допирате до таа моја траума, просечноста. Никогаш не сум сакала да бидам просечна жена. Не сум можела да бидам просечна жена. Секогаш сум се обидувала да скокнем некој. Во 7-мо одделение сум напишала, например, дека јас кој ќе пораснам ќе бидам новинар и сум добила награда за најдобар состав на тогашно радио Скопје. Некогаш просечноста ме ужаснува. Зошто? Зашто ако сум просечна жена, може би никогаш не ќе напишев збирка која што се вика Разговор со дождот. Верувам дека секоја жена умее да разговара со дождот, но дали тоа може да си го дозволи? Разбирате, за мене е, например, посебна приказна и таа збирка, затоа го ставив тој наслов, Скопје во едно лето, во еден август, кога не врне рек скоро неколку, 2 месеци кога не врне, кога се создава еден електрицитет, и одеднаш кога од кај водно ќе се појават облаците, грмотевиците, одеднаш кога ќе експлодира дождот, не само околу нас, и во нас. Сакам да ги следам тие доживувања. Не сакам да стојам зад прозорецот. Не се плашам од тоа дека ќе накиснам на дождот. На дождот, Да. нели? Мислам дека тоа истражувачко во мене, па му благодарам на Бога за тоа чувство. Така, тука имате и токму во оваа книга и особени молитви до него или разговор со Бога, така ве го именувам. Што го мотивира сиот тој момент на тоа обраќање, на таа, еве, например, еден извадок би прочитала. Господе, дали ќе не подземе повторно пролетното ветре и ќе испукаат смрзнатите ребра во градите на нашето езеро. Земи ме мене, но не и светот околу мене. Има уште толку пролет и летни сончеви заоѓања. И мирис на праски во доцна есен. Има уште толку многу слики, а водата ги натопува боите и ги брише и ги остава празни листовите. Бели листови. Чекаат некој друг да ги напише. Пенкалото е натопено, раката ми мрзне, може би можам, ама не сакам. Точно тоа. Ете ја мисливоста на животот, миливоста на младоста, на љубовта, на влюбувањето. Но Господ бил многу мудар. Како наоѓа формула за секое време во човекот? Мислам, еве, ќе си ја дадам сета младост и сите влюбувања и сите искуства и се само за да го прегрна мојот внук. Кој одеднаш ме носи едно прекрасно, ново и некој не можам тоа да го протолкувам, навистина. И навистина најголемиот мудрец на светот е Господ.
самото тоа што ќе ти го подари детето, ти го подарил сиот свет. Со самото тоа што ќе Се го подарили допреш, самиот преку, да, нели? Преку со ќе детето. го допреш својот внук, тогаш си најсреќен на тој свет. И така. Животот е во суштина. Велиме многу, љубов многу со едно име, нели? Љубов, Да. љубов кон другиот, љубов сеопшта, љубов човечка и љубов, би рекла, интимна, еве и женска. Еве, Да. на пример, велите Да. тука на едно место, залудна е надежта, дека сепак доаѓаш секогаш како дождот во погрешно време. Кој доаѓа како дождот во погрешно време? Тоа се во животот Ви чепкам по некогаш, чувствата, се извинувам, меѓутоа. да. Така е во животот. Некогаш вие ќе заминате, некогаш ќе заминат од вас, но никогаш од вас не треба да замине љубовта кон луѓето. Таа треба да ви е вашата храна, вашето чувство на припадност, на нов ден. Јас навистина ги сакам луѓето. И тоа е тоа што сега во оваа професија ме прави среќна. Нели? Кога некој ќе дојде и кога ќе седне, може би ќе побара нешто од мене. Меѓутоа, се случува па и нешто чудно. Например, знам дека намуртен човек кој ќе влезе во мојата канцеларија може да ми го земе целиот ден. А, вие стемнува собата? Не ми стемнува собата, Туку ви некако го- ме поразува. Ете така, ситни Аха. нешта, крупни нешта нема да ме исплашат колку што можат ситни нешта да ме поразат. Но тоа е жена. Тоа е жена која што е, нели, ете, со амазонски став, сепак, нели? Добро. Иако, да речеме, тоа е натрешен принцип. На едно место пишуваат, токму во смисла на човечките судбини, што ли барам кога се огледувам во тугите прозорци, бели пердиња, темјанушки, некаков насмеан лик. Дали гледате се повеќе околу вас насмеани лица со оглед и на вашата актуелна, еве да кажеме, Тоа, тие со сликови се мојата потрага по среќата. посреќа? Мислев дека е доволно да имаш убави пердиња, да имаш темјанушки на прозорецот, натре некој насмеан човек што го сакаш, но тоа е тоа што во тој миг ти е приоритет. Потоа започнуваш да бараш среќа и насмевка кај сите луѓе како што старееш. Веќе љубовта на некој начин станува едно прекрасно пријателство, те напушта и тогаш се осврнуваш околу себе, да. Барате една поширока љубов, нели, Да, поширока. да. Но што бараат другите кога ќе дојдат во контакт со вас, кога ќе ве видат, кога ќе ве посетат. дали со оглед на сето она што вие сега го живеете и во име на градот, во име на она што е ваша мисија, во име на она што е, а човечките судбини ги има многу и различни се, и драматични, и трагични делумно, нели? Да, убава И е таа тогаш? динамика. Вие се среќавате денеска со многу луѓе, сите доаѓаат со некоја мака. Имате прекрасно чувство кога сте во можност да им помогнете, не само некојаш само да ги сослушате, некојаш само да им се насмевнете, заеднички ќе си побарате решение. Но од друга страна, тоа толку го одзема вашето време, вашата енергија, што на крајот на денот вие сте апсолутно сама. Вие немате време за вашите пријатели, немате време за своите најблиски. Тоа е многу чудно дека колку што повеќе имате средби со луѓето, вие ги губите своите мигови на интимност, на припадност, на И велите времето го нема. да, и одеднаш. И како велат, потоа ќе го зграбчите денот или ќе ја зграбчите Или ноќта. денот ќе ве зграбчи вас, во или случајот, да. обично е така. Колку е човекот, еве во ова смисла, моќен? Колку сме моќни и колку сме немоќни? Колку Виолета Ларова е моќна во однос на сопствениот живот, сопствената приказна, сопствените ситуации и состојби, а во кои ситуации Тоа не е е? навистина Не е тоа. чудно. Чувствувате некогаш во себе еве огромна моќ да направите нешто за другите, да помогнете за своето семејство, за својот брат, сестра, но од друга страна сета таа моќ ќе исчезне пред еден макар и случаен негативен збор што ќе го наслушнете некаде. Тоа е навистина нешто необјасниво. Како можеш
да си некогаш силен како вулкан, а само еден коментар од 2 збора може едноставно да те направи мравка. Тоа е нешто што јас не можам да си го објаснам. Мислам дека сум пречувствителна, дека таа емоција многу ми пречи, дека таа емоција најмногу можам да си ја дозволам во поезијата, затоа што таму мислам дека не може никој да ме повреди. А тоа чувство кај жената на Балканот, дека може да ви игнорираат и да ве повредат. Знаете, сум била на собир, еве некај политички собир, во полна сала со мажи. Меѓутоа, човекот што го водил собирот знаел како сама жена да ме повреди мене само. Нели? Тоа е нешто Сепак- што не можам да го Сепак објаснам. се, иако, нели, кога разговараме, тежнееме во мислите кон тоа, дека ете, не треба да правиме поделби на маж и жена, на женска моќ и машка моќ, или машка моќ, женска немоќ, меѓутоа, нели, определени На Балканот на е Балканот, присутно. нели, определени Присутно е, да. се присутни Да, тие јас моменти. дури еве не можам да натерам дури некој мој колега поет да ја прочита убаво мојата збирка поезија и да даде на негативна критика. Би сакала да слушнам нешто за своите стихови. Па еве токму затоа сме тука, почитувани и вие, како и можеби тие што се со, во и околу зборот и во името на зборовите да можеби да ја видат нашата дама Вилета Ларова од другата страна, нели? Од другата страна, и можеби од највистинската страна на страната на Не сум поезијата, сакала на многу страната да се експонирам Да. и на еве вака и на телевизијата и со поезијата. Вие знаете дека сиот живот го минав во радио покрај микрофонот. Така, долго време. 36 години. И 36. тоа ви создава едно чудно пак чувство. Вие комуницирате со цел свет, а фактички се затворени во 4 зида за тој микрофон, за таа црвена светилка. Да, имате и, ми рековте дека имате и драма, Да, договорот за точно оваа така се средба, вика па токму црвената така се вика. светилка, таа беше прогласена за драма на годината. Има околу 9 драмски текстови. Так. И мислам дека еве постојано во себе собирам искуства, приказни, да. Ми кажавте кога се видовме претходно дека дека сите ваши соништа или повеќето ваши соништа се реализирани. Значи ли тоа дека веќе нема што да се сонува и во рамките на ова време и овде и сега, дека после соништата, после таа реализација другото е празно, одење е во празно или напротив? Како тоа го Сигурно дека не мислите? сме се расправиле убаво. Јас веројатно сум рекла дека е реализиран мојот најголемиот сон. А тоа најголемиот мој сон е тоа нешто да создадам од својот град, да една Тоа го улица, една остваривте. клупа, една светилка. Таа магија Тоа ја ми остваривте прави во Меѓутоа, моето дневно мене е само соништа. Јас не можам да живеам без соништата. И тоа е тоа што на некој начин и ме дели од реалноста, ме дели од мојот сопруг, од моите деца, од јас морам да сонувам. Ако престанам да сонувам, тогаш сигурно ќе сонувам. луѓето што престануваат да сонуваат, Умираат, да. не е тешко ним, нели? Да, Или тешко да, нам да, ако да, престанеме да, да сонуваме. Имате една друга книга, песни која се вика Врата без излез. И тука морам во ведната песна, она практично што прави увертира за сето понатамошно во книгата, да прочитам и да ми дајете еден кус коментар. Оди вака, Врата без излез. Како да ја напишам песнава кога зборовите ми бегаат, хартијата ми се смее, нема букви, само некој ми шепоти лаги, тапи, остри и грди. Личат на игли страшни, секоја се боде во хартијата, во срцето на зборот што сакам да го турнам, а потежок е од планина. Стрелките од часовникот ме озборуваат, мермерот во ходникот се движи, вратата е на крајот. А од неа нема излез. Како да ја напишам песнава? Го препознавате ли амбиентот на песната? Не? Тоа е ходникот на македонската радиотелевизија. Тоа е моето чекање да влезам на емисија. Тоа е мојот напор да направам еден убав вовед, нешто што и вие се мачите. Така. Да стартувам, да едноставно да се доближам до луѓето, да им се допаднам. Мислите ли дека им се допаднавме на луѓето во оваа средба? Како ви е чувството? Па, не знам, меѓутоа се наоѓам во таа фаза кога тоа многу и не ми значи дали се допаѓам. Може би повеќе сакам да не им се допаѓам, па да слушнам
што Аха. ми недостига. Така. Разбирате? Искреноста е најважна. Да, искреноста е, нешта. затоа што мислам дека човек и не треба никош да е задоволен, ни со себе, ни со она што го прави. И еве, навистина времето е многу релативна категорија, господја Ларова. Јас би сакала еве да заокружиме со една песна, повторно со една песна од вашата книга Разговор со дождот, која се вика Прередување на фиоките. Да. Преуредување на фиоките и ете би сакала од вас и во оваа смисла еден коментар. Да. Треба да се прередат фиоките. Попусто одложувам. Веќе ги прередив неколку пати во животов. Ги претурив, истресов, еднаш и ги преполнив, та не се затвораа. Какво богатство беше тоа, цел еден живот спакуван во една фиока? Стари хартии, минато што спие, лична карта, заборавена фотографија, болничка листа, роденденска честитка, украсни панделки од толку ретки и драги подароци. Безмилосно претурам по старите нешта. Се обидувам да ги оживеам. Само правот лета во воздухот, додека ги товарам во изабеното кесе. Се треба да се фрли. Сите тие години и годишни времиња, и свадби, и умирачки, и раѓања. Мора да се испразни фиоката. Некој друг чека да ја наполни. Јас го пакувам своето минато. Чудно како веќе ништо не ми е тешко, додека спомените се растураат по подот. Не се не обидувам да ги соберам, зашто заминувам заедно со нив. Вие не заминувате кој знае каде во моментов заедно со нив, бидејќи после оваа емисија заминувате на прослава на 4 децении Од матурата, да, на генерацијата 63-та повторно во Јосип Брос Тито. преуредување на некои ваши внатрешни фиоки и како се чувствувате Мислам заради дека тоа и пораката како на го... оваа песна фактички не го ставете животот во фиока, Фиока. животот живеете го. И ако испразните фиоката, најдете друго место каде што ќе се ставите себе си, своите чувства, своите надежи, своите соништа. Прекрасно беше денеска, имавме класен час, се најдовме 40 години по нашата матура, со нас беа нашите професори, ние сме генерацијата од Јосип Брос Тито. И при тоа, јас сакав да ги поздравам моите другари, пообичаено ги поздравувам после нашите професори. И однаш се слушнав себе си како им го говорам следното. 40 години измина, во тие 40 години направивме своји семејства, деца, внуци, ги живеевме своите животи, своите професии, направивме една светлива трага. Но сето тоа можам да го сместам само во неколку убави денови, венчавки, умирања, родендени, доека деновите од гимназијата, тие се оние волшебни брилјанти што постојано ми светат во мојот живот. Страшна трага остава детството и младоста кај сите луѓе и навистина кога ќе помислам дека нешто не можам да направам, тогаш се враќам во младоста, ги гледам ни во очи и велам може. Да, се надевам дека еве тие велите брилјанти, би рекла и тие бисери кои што нели се положуваат на дното океанско наше внатрешно, некои наши потомци и ваши, како ловци на бисери, повторно ќе ги извадат од ќе ги извадат затоа што тие ако се искрени и вистински како нашите, длабоко ќе светат. Длабоко ќе светат во ноќта, длабоко ќе светат во ноќта. Ќе ги пронедат лесно. Ќе ги пронедат. Многу од срце ви благодарам за оваа средба, за одзивот, да се направи еден ваков диалог, на вистина. И, почитувани, каде ќе оди багажот од нашите распакувани фиоки? Сигурно не е залуден. Мора некаде да одат сите тие фотографии, сите тие лични карти, документи, наши административни нешта, книги, песни и така натаму, и така натаму. Може би и сите тие нешта што се испразнете од фиоките заминуваат некаде во некаков друг центар за нас непознат. Сепак ова ми се чини како добро прашање за размисла за сите нас. А се надевам дека ќе размислуваме до наредното издање на Од другата страна заедно. Со вас и овој пат беше Ирена Павлова, Теодорико. Се најубаво.